И по 60 години не може да се заборави ужасот, стравот кој го поминавме бегајќи од родните огништа, вели Станка Дурлановска. Таа е една од 28.000 деца кои се протерани од Егејска Македонија за време на граѓанската војна во Грција. Се раселиле секаде по светот. 8 години живеем на Југославија, браќа ми не знаеме кај. После разбравме за нив дека прку Црвен крст баравне, па и разбравне дека се во Маđарија и така се прибраме. Ѓорѓи Харастиков имал само 6 години кога пребегал од Грција, заедно со други деца бил однесен во Чехословачка, разделен од своето семејство. Мајка ми беше во Полска, ја кога бев во Чешка, па после не примиле со група наши деца, заминаме после кај родителите. Прогонетите македонци не може да се вратат во Егејска Македонија, да ги видат своите куќи, да ги посетат гробовите на своите предци, затоа што грците не им дозволуваат. Нажут ми, ни девер ми, зови имам, никој не може да се врата ако не се пиша грк. А тој грк не сака да се пише. Јас сум македонец, не можам грк да бидам. Денешниот собир на децата бегалци се одржа под мотото 60 години прогонство што трае. Со планот грчки за протерување на македонците предвидено беше во 1947 во ехот на граѓанската војна во Грција да се протерат 105.000 македонци и 2200 власи и да им се забрани доживотно враќање во татковината. На собирот присуствуваше и премиерот Никола Груевски. На македонците кои ги минале ужасите на грчкото прогонство им порача: простив, но не заборавив. Го разликуваме доброто од злото и се спротиставивме на фашизмот. Ја обновивме својата држава и својата црква. И покрај сите ветрометини на кои се најдовме во овој не така љубезен век, ние постоиме. И покрај сите неправди и недела кои ни беа сторени, христијански простивме. Собирот на децата бегалци од Егејска Македонија се одржа во Сарај со богата културно-уметничка програма. Од собирот тие порачаа дека се за Европска Македонија, членка на НАТО, но дека уставното име мора да се зачува.